Почитувани гледачи, добро вечер. Продолжуваме со нашата серија интервјуа, односно разговори со личности од литературата и воопшто од културата и уметноста во потрага по вистинскиот збор. Наша вечерашна гостинка е магистар Алмира Папич и мене ми е предизвик и задоволство што ќе разговарам со една сестрена личност и ќе започнам со незиното родно место. Станува збор за Прилепскиот крај, поточно за селото Житоше, и моето прво прашање ќе биде токму тоа. Колку и на кој начин Алмира влијаеше на вас вашето родно место? Се разбира во контекст на вашата љубов и подоцнежно занимавање со книжевност. Добро вечер на сите, добро вечер на вашите гледачи. Посебна чест и задоволство ми е што вечерва сум овдека со вас и што можам да дадам една убава слика или еден убав портрет за самата себе си, но исто така што ми го пативте прашањето за моето родно Житоше и Прилепскиот крај. И сами знаете дека Прилеп изобилува со убави пейзажи. Нашата прилепска околија е сосем едноставно многу убава, а особено за моето родно село Житоше можам да речем дека е тоа едно живописно место каде што се наоѓа под падините на Крушевското или под падините на планината Бушева чешма, каде во едно имаме и над нас планина, а долу имаме и долина. Така да имаме навистина и јас, а и сите жители тука голема привилегија што живееме во тоа место. Она што мене ме ослика како личност во детството е врзувањето со моето родно село Житоше. Можам да речем дека предноста на малите средини за деца каде што ќе растат е сосема многу интересно и изобилува со тоа што децата имаат можност да уживаат баш во детскиот живот, знаејќи дека и родителите дека нема да се токму така, и дека нема ништо да им се случи, бидејќи комшијата е тука, роднината е тука, соседот е тука. Буквално предноста е во тоа што ние децата од малите средини или поточно од селото имавме можности да живееме со природата, да ја истражуваме природата, да се запознаваме со бубачките, со баш тие ликови кои што се, например, во детските книги, како зборуваат, што зборуваат, па тој период баш размислуваме како може една птица да зборува. Нели, наставниците и родителите ни кажуваат, а поточно бабите ни биле тие кои што биле навистина ризници од каде што децава можеле да црпат. Тогаш родителите оделе на работа, кој државно, кој приватно, кој се бавел со сточарство, земјоделство. Така да бабите тие ни кажувале за самовилите, како доаѓале, па како оделе, па птиците како зборувале, па таа се сеќавала кога неизина баба и кажувала дека дрвата зборуваат. И тоа се навистина едни убав период каде што на детево му дозволува да фантазира. Уствари да има своја некоја си фантазија каде што се развива и со текот на годините или со текот на своето усмерување всушност дава една огромна можност во својот живот. Убаво да ја доловивте таа селска, би рекол, атмосфера и идила, бидејќи јас потекнувам од Крушевско-Димитровскиот крај и јас имав такво, односно слично детство. Нас не ни треба тогаш телевизори и телевизиски емисии, напротив, ние бевме дел од природата
си игравме со пчелите и пеперутките. Како што рековте, постојано ја слушавме песната на птиците и јас лично бев фасциниран и изненаден како тоа секоја година ластовиците и штрковите знаат да се вратат во своите претходни, значи според инстинктот, места каде што доаѓале. Значи со радост ги чекавме штрковите и ластовиците ни дојдат напролет и наесен да си заменат. Ова не случајно го кажав, бидејќи сакам да ве прашам, кога и како започнавте да пишувате за деца? Што ве инспирираше за вашата прва книга детска приказна? Како дојде до тоа, како ја напишавте таа книга? Сигурно не би било многу тешко, бидејќи сте имале многу материјал за да го инкорпорирате меѓу кориците на таа книга. Па всушност детска приказна е заправо моето таа детство. Таа се напиша сама. Така. Автобиографски. Баш ја опишувам природата каде што и растев со братчево мое помало ја истражувавме таа природа. Всушност до детска приказна јас сум по вокација педагог и можам да речам дека на тој начин почнавме... Дека ви говорите, ја ќе ја покажам, тоа е оваа ваша книга. Токму така. Професорот Мито Спасовски. Така. Имавме на факултет детска литература, да мораме да полагаме на тоа и да требаше 40 дела да се прочитат од наши писатели и 20 дела од странски писатели и вклучувајќи ги и соседните писатели. И нели без да колку и да ја знаеш теоријата, доколку не знаеш да напишеш песна или приказна, професорот Мито не даваше да се помине на испит. Така да јас полека седнав, научив што се тоа приказни, почнав да пишувам. Тоа ми дојде интересно, од никаква тема да направиш некоја си разговорче, каде што може човекот да се види баш таа всушност фантазија што ја спомнав на почетокот од емисијата и навистина професорот тогаш ја напиши една приказна, професоре, дали е добро? Тој вика да, добро е, бидејќи професорот и тој е автор, и тој е поет. Така, и тој исто е од Кичевскиот регион, така да ние сме некако локални патриоти, така. И професорот, а зошто вие ова колешки не би го објавиле, ова е сосема интересно, додуша тогаш бев скептична, јас ги пишував на македонски јазик, па потоа дојде по некоја случајност, дојдов да работам во Македонско радио, каде што работев во редакција на босански јазик. Тогаш нели се формираат тие редакции босански, српски, ромски и тогаш имав задача да ги правам детските емисии. И од тие приказни што произлегува на македонски јазик, потоа се вративме на босански, вика зошто не би го препеале. И на тој начин така дојде таа детска приказна, каде што всушност го опишува моето детство и детството на моето помало братче. Одлично. Значи, доаѓаме сега веќе треба да ја представиме вашата следна, односно втората книга, со наслов Приказната Јаворова. Станува збор за драма. Станува збор за драмски текст, за кој што ќе сакам нешто повеќе да ни кажете. Јас само на гледачи да им кажам дека ова книга ја објавивте во 2011 година и дека всушност од вашите раскази, како што рековте, сега веќе зачекорувате и заплавувате и во едно драмско дејствие со повеќе ликови, со повеќе јунаци. Токму така. Приказна Јаворова беше имаше повик на НЕТ Бошњаци, каде што добив втора награда.
од таа кратка приказна и требаше да се да се направи драма. И јас всушност тој период сосема поинаку размислував. Тогаш имав сосема 24 години, за разлика од сега плюс 10 или 15. Така да сосема поинаку размислував, но ете, на тој начин ме креираше некако, можам да речем дека имав привилегија да се запознам со повеќе личности, луѓе кои што беа претходно реализирани, но од една страна навистина тие беа реализирани, но од друга страна мене како индивидуа, млада индивидуа, ми натоварија, што се вика, голем товар, каде што навистина го износив јас тој товар, ама од овој аспект не сум требала. Мало каење. Мало каење, бидејќи ова сега драма да ја пишувам, со себе би била пораширена, би била покомплексна, ете токму така. И всушност во оваа драма е опишано патешествието каде што всушност нашите бошњаци дошле во Македонија, како се нашле, која била причината и зошто не заминале надвор од границите на Македонија, бидејќи... Одлична тема. Ме предизвикавте да ја прочитам. Токму така, бидејќи ова приказна навистина и нас на самите бошњаци ни даде една голема инспирација, каде што ние, всушност Македонија беше, кажувам за моите предци, Македонија била транзит зона, каде што требало да се оди во Турција. Во Турција, така. Токму така, но васиките тогаш тие, како сега визите што биле, добро, требале да се издадат, но во тој период нешто се случува, доаѓа до договор дека помеѓу Југославија, тогашната Југославија и Турција, дека тогаш не давала веќе васики, дека каде што се, така тука да останат луѓето. И така да, по силом, така да луѓето остануваат. Но тоа е еден бран, но имало и претходен бран, каде што навистина дошле и се населиле тука уште од после Втората светска или пред Втората светска. Им се допаднал тој регион, го избрале. Токму така. И на тој начин, ете таа Јаворова прича има свој некое историско гледиште поврзано со уметноста. Убаво е што спомнавме за преселбите, за миграциите, бидејќи тоа е човечки, тоа е закон на крајот од криштата и закон на природата. И птиците можат без пасоши и без визи да ги прелетаат границите и тие да изберат место каде што ќе живеат. Па така и луѓето. Сите луѓе избираат место каде што ќе сметат дека им е подобро, поубаво. Некој што е во планината сака да биде пониско во полето. Некој што е во полето му пречи рамницата па сака да оди на некое планинско или друго туристичко место и слично. Но факт е дека вие се определивте за литературата, за тоа прочем и се школувавте во вашето факултетско образование, но и работевте во Македонското радио и сакам нешто за тоа да ни кажете повеќе, но и за вашата активност, вашата работа во списанието Шадрван. Мислам дека Македонското радио и списанието Шадрван на одреден начин и ве обликуваа како писателка, како литературен творец, не само како новинарка. Така, токму така, јас бев радиопрезентер, каде што навистина убав почеток. Како што ти реков предходно, навистина ме обликува на еден начин, иако тогаш четврта година, при крај на четврта година од студиите на факултет бев, ете, по нека случајност, почнав тогаш да работам во Македонско радио, тогаш радиото навистина беше
и криза имаше, и плати не дава, и не знам што. Но мене приоритетот на една страна не ми беше толку таа плата која што ќе ја добив, туку мене ми беше целта да научам нешто ново. Искуството, можноста. Тогаш ние како генерации гледавме нешто да научиме, нешто ново, нешто да бидеме во нештото за разлика од сега од пасивните млади. Баш така. И до душа работев негде 6-7 месеци без денар во македонското радио. Тогаш навистина запознав многу добри, квалитетни луѓе кои што навистина се бавеа и со уметноста, и со пишувањето, па доаѓаа странски и новинари, и писатели, така да, ете, на еден начин, како на млад човек, навистина имав добра подлога, каде што можам и да зачукам на врата каде што треба, и да се пожалам, или пак да ми дадат некој си совет, да, ова е добро, ова не е добро. И искрено да кажам, и тогаш се роди и речникот, македонско-босански речник, каде што тогаш тој период, нели како што кажав, дека почнувавме со редакција на босански јазик. Јас моето образование го завршив на македонски и немав никаква допирна точка со босанскиот јазик. Мислам, дома да, зборуваме на босански јазик и сето тоа, но немав некоја литература, па да седнеш ти да работиш со незе. И кој како ќе доаѓаше, или некој професор, или некој што ова, дај направете речник за македонско-босански. Никој, вика, тоа ти е супер идеја, ама никој не се нафаќаше. Затоа што е тешка работа, макотрпна. Ама добро, вие го направивте, тоа е факт. Македонско-босанскиот речник, како книга, како дело, не само што е полезно, што е корисно, што можете, кој ќе ви притреба да го побарате и да се уверите како се вели на босански, како се вели на македонски. Значи, оваа книга е и прирачник, потребно помагало, но од друга страна е и едно сведоштво, еден документ, бидејќи јазикот е жива материја. Многу тие зборови исчезнуваат, а овде се овековечени, бидејќи јазикот се обновува. Влегуваат странски зборови, од друга страна некои архаични зборови не стануваат така. Исчезнуваат бидејќи не се фреквентни, не се користат, не се применуваат во секојдневието. Да се нафатиле со многу сериозен проект, ја би рекол дека е навистина па го работевме 10 години. Така, подвиг да се направи речник. 10 и благодарение на Димо Кувата или Димо Димчев. Да, видов дека бил соработник. Тој ми помогна во македонскиот дел и ги работевме по смерниците на двата современи лексикографа, Блаже Конески, по речникот на Блаже Конески и по Сенахит Халиловиќ. Каде што не вадевме, не додававме. Од ова гледиште, кога, пак ќе кажам, кога би го работела сега, тука би додала повеќе оние убави, архаични, подзаборавени зборови. Буквално, кога ќе го читате Петрем Андреевски, ќе видите каква плеада од убави македонски збора ги имаме. За жал, можам да речем и македонскиот, но и босанскиот јазик се сведе на тие до 300-400 збора, каде што навистина го осиромашија всушност, ги осиромашија едноставно јазиците. Точно е, се сте во право. Јазикот, како што реков пред малку, е жива материја и постојано треба да се обновува, да се збогатува, да се надградува, но во секој случај вие имате поставено една добра основа. Еден добар постамент, една добра основа, една добра скала. Так. На која што и вие лично, но и некој друг може доправа да
да чекори. Токму така. Ако има сила, ако има енергија, и ако има желба, ако има мерак. Јас ќе продолжам со прашањата што имам подготвено за вечерашниот разговор. Секое потекло, па и моето потекло, македонското, и вашето, бошњачкото, според мене, нас не определува и на еден одреден начин е предност за нас. Некои сметаат понекогаш дека е тоа хендикеп, зашто велат зошто си македонец, а не си англичанец или слично, за мене обратно. Најголема предност е тоа што сум, односно сум македонец. Така верувам дека и вашето бошњачко потекло има своји специфики, своји оригиналности, кои што се одразуваат и во вашето творештво, вашите теми и мотиви. Јас и да сакам, го немам вашето искуство, го немам вашето детство и обратно и вие го немате нашето искуство. Па токму тоа сакам да ве прашам. Колку личното потекло, колку себејното стебло, таа генеза, зашто ние не избираме кој ќе ни биде татко и мајка. Токму така. Но, дури не избираме ни дали ќе бидеме родени во Житош или во Растоица или во некое друго место. Колку потеклото го определува целиот наш живот и живот е нама и творечки, креативен. Во вашиот случај, како е, можете тоа да го интерпретирате, да го согледате? Па видете, секое би рекло подневје, или па секое, како што кажавте, потекло, буквално и кај нас, и кај сите, тука се сплетуваат голем број на околности. Так. Тука е традицијата, тука се обичаите, тука се... Целото тоа културно наследство. Ете, токму така. Додуша, можам да речам, па во македонското општество, ако ги гледаме од сите националности кои што живееме, ние сме некако мултикулти, од сите имаме подземено по нешто. Така да не можам да речам... Мултикултурно и мултиетнички. Кога ќе кажат, ова е песна наша, не, ова е песна на некого друг, туку таа е песна на сите нас. Так. Буквално бидејќи ние живееме на ова поднебје, на ова тло, каде што навистина не говорам од тој аспект дека културното наследство што го имаме како нација, како индивидуи, туку колективно можам да речем дека ние сме Балкан на мало. Баш така. И така да има многу интересни обликувања, каде што не можам да речем дека мене само ме обликува таа бошњачката култура. Да, јас имам предност што припаѓам на една култура, но јас мој цел живот и моето школување го поминав со македонците. Така да јас не би можела да речам, јас и знам и за Великден што се работи, знам за секоја слава, знам буквално мене тоа не ме уназади, туку напротив ми даде некој поширок видик. Ги прошири видиците. Токму така да согледам нешто што е исправно, што не е исправно, што е добро, што е лошо, така да би рекла дека во ниедна ниту па во религија, ниту па во некоја нација нема лошо, туку ние сме тие луѓето кои што го насочуваме тоа доброто или пак лошото. Оти не можеме ние само да кажеме нешто што се случува без разлика во една средина да го препишеме на некоја нација или на тоа е индивидуално. Точно. И не можеме да речеме дека и не треба се генерализира. Токму така. Бидејќи од секој што викаат во последно време Господе чувајме од зол човек. Така е. Господе, дај ми да бидам во близина на добар човек. Бидејќи сега ние како универзалното нешто го заборавивме човекот, едноставно човекот и човечноста. Сите сме луѓе. Сите одиме по една иста патека. Се раѓаме и завршуваме. Во животот на сите ни треба вода, на сите ни треба воздух, на сите ни треба леп, толку малку ни треба, а ние
постојано сме незадоволни, постојано мислиме дека некој друг е виновен ако немаме, дека тој не го зема. Токму така. И затоа се јавуваат и војни, затоа се јавува и омраза, и затоа луѓето намеса се сакаат, почнаа неверојатно да се мразат и не пошироко, туку и во рамките на самото семејство доаѓа до конфликти меѓу најблиските. Ова ме потсети вашето на народната приказна. Ако се сеќавате кога братот му става ќуп на мостот за да го најде, да не му дава веќе да каже дека не. И овој си рекол, чекај, јас ќе ги врзам очите и ќе си заминам преку мостот. Така да, ако не ни е предодредено нешто, токму така, еве и баш предодредено ни било и денеска да се сретнеме и денеска да разговараме за сепак за некои убави и битни работи кои што не обликува како индивидуа и како луѓе. Не можеме да речеме дека луѓето ние всушност сме ги изгубиле универзалните нешта. Универзалните вредности. И веќе како да нема критериуми за тоа денес што е добро, што е лошо. Се е добро. Не е се добро, но не е ни се лошо. Значи, буквално мора нештото да се именуваат такви какви што се. Мене лично ме фрапира неверојатно што луѓето денеска не го употребуваат зборот добар, добро. Ако ги прашате дали е таа книга добра или дали е тој филм добар, тие не ви велат добра е. Не е лоша. Токму така. Како не е лош? Што значи зборот не е лош? Значи тој е синоним, меѓутоа кажи добра е. Добар е филмот, добра е книгата. Денеска јас многу ми напрашувам и го добивам истиот одговор. Не е лош човекот. Не е лоша книгата, не е лош филмот. Никој не вели дека е добар. Но, да одиме со следните прашања. Вие кажав на почетокот емисијата дека сте магистер, магистриравте, завршивте постдипломски студии во 2012 година. Академското знаење, академското искуство, академските истражувања се голем влог, но и голем бенефит за секого, верувам и за вас. И вие денес, благодарејќи на тоа ваше академско знаење, значи и на факултетското образование, но и на постдипломските студии, не само што ги имате подготвено овој речник, не само што ги имате напишано овие книги, туку постојано ја промовирате и културата на бошњаците, активни сте, организирате манифестации и средби, и јас токму тоа беше еден од поводите што вечерва ве викнав и посакав да поразговарам со вас, бидејќи го ценам тој ваш ангажман и тој ваш напор врз младите, но и воопшто врз и возрастните писатели, сите оние кои што сакаат да пишуваат, кои што ја сакаат книжевноста, и на крајот од краиштата сите оние кои што сакаат да ја шират културата и уметноста и да се дружат, да комуницираат. И ви честитам за тие ваши манифестации што ги организирате. Па кажете ни нешто повеќе за Друженијето Шадрван и за вашите поглавни досегашни ваши манифестации, активности, но и планови. Повелете. Сдруженијето Шадрван датира уште од 2009 година, тогаш во тој период бевме сосема млади. Млади и убави. Каде што почнавме некои сериозни работи. Тогаш во тој период немавме, како бошњаците, немавме ни политички партии, каде што би нашите луѓе или нашите млади би го произнесле она што е автентично за самите бошњаци. И во тој период рековме дај ќе организираме Сдружение Шадрван. Можам да речам и кумот на ова сдружение е всушност Димо Димчев. Браво. Тој на еден начин ме поттикна и вика, мало,
тогаш бев мала во радио. Да. Вика, мало ти мораш да почнеш да се бавиш со оваа дејност и вика, ама реков ја, Чичко Димче, ништо не знам. Ништо ниту умеам, нити ова. Па гледам, вика, дека си ти негде, сегде те има, сегде одиш. До душа, јас од 17-та година веќе почнав тоа некое волонтерство да одам по овие невладините организации. Тогаш беа во тој период најактуелни за животната средина. И така на тој начин тој ме убеди и така почнавме да работиме со организацијата, каде што ја промовиравме културата на бошњаците, а воедно и сакавме да запознаеме и други. Но не само културата, ние тогаш ги покренавме многу битни прашања што се однесува за босанскиот јазик, па каде се бошњаците во Европа, дали воопшто во Македонија има слух за бошњачката кауза. Тогаш организиравме доста трибини. И тогаш почна после еден период на затишје, каде што тогаш се формира политички странки, политички партии, каде што почнавме веќе ние тој дел да го даваме на политичкиот сегмент и така да ние се задржавме на културата и промоцијата на бошњачката култура, каде што и од 2009 па се до ден денеска, еве во некоја година повеќе, некоја година помалку проекти, али најмалку по 5 проекти на годишно ниво ние веќе го реализиравме и го направивме. Но во 2012 година почнавме со Балканска вечер на поезијата, каде што тогаш тој период студентите се собравме од турската националност и ние ајде да направиме нешто што би било интересно. Тогаш видовме дека убаво поминавме, тогаш имаше Менада, ова едно кафуле, ако се сеќавате, Менада, каде што горниот делот беше... На влезот кон Битпазар. Така, имаше горе, само ќе доставевме дека сакаме нешто да реализираме и стварно гревото што нема веќе такви локации каде што и младите... Простор за промоции, за така, средби. Навистина сега и салите се многу скапи, за разлика да ти од ништо сакаш да направиш нешто, навистина е многу и по свој джеп тогаш треба да се удри. Но потоа овие се откажа, не сака. Мене таа идеја ми остана некако во глава, зошто да не се представиме, зошто да не имаме... Зошто да не се продолжи. Така, зошто да... Ама и тоа е представување од сите култури. Тука имаме и влашката култура... Тоа сакам да кажам дека вие ги вклучивте сите. Токму така. И македонци, и срби, и власи. Така. И ние тогаш ги вклучивме сите, каде што навистина дојде до ефекта, али еве гледаме од година в година, буквално сите им се допаѓа идејата, каде што сега сите некако вклучуваат и од другите етнички заедници, бидејќи еден период само немаше, ако прават бошњаците нешто, само се прави... Да, сепаратно, издвоено, посебно. Така. Ние рековме, чекај, ние ќе направиме еден интеркултурализам, каде што не да бидеме мултикултурални, тие луѓе во малце ги мешаат по имите, бидејќи мултикултурно е само мое, а интеркултурно е кога сме сите заедно. И така да, стварно сум горда, каде што еве веќе овие 2 години последни ни излезе литературно шаренило на Балканот, така го крстивме до така зборникот, каде оваа година ни е рецензент Виолета Ачковска, професорката. И можам да речем навистина многу убава рецензија ни направи. Тука ни е во тој зборник ни е Марина Мјаковска и Анита Бошковска ни беше на претходниот. Така да имаме, сакаме да вклучиме буквално, ние сакаме да бидеме спона помеѓу Босна и Македонија. Да ги тие
сили или па енергии да ги некако да ги направиме да се рефлектираат едни кон други, да видиме до кај сме, што сме, дали ние каскаме, дали тие се понапред, дали сме ние понапред. Така да секоја година на фестивалот имаме па да не речам по 5 или до 10 учесници од сите овие простори каде можат да учествуваат писатели. Лани имавме 3 од Црна Гора, 2 имавме од Босна, 2 поети од Србија, 1 од Германија, поточно од Санџак. Така да сакаме да бидеме колоритни, сакаме да го задржиме тоа, буквално да го одржиме тој соживот. Бидејќи ние на овој свет сме дошле голи ќе заминеме. Така да убав спомен да остане на нас, или некое убаво сеќавање, каде што некој ќе спомне или па ќе останеме да живееме со тие некои наши дела. Убаво рекавте пред малку, да се негуваат и да бидат присутни сите бои на спектрот, сите бои на виножитото, бидејќи и Македонија, и Босна се само делови од тоа виножито, од тој спектар. И кога сме тука, сакам да го издвоиме и вашиот ангажман, односно конкретниот и конечниот резултат, тоа е сликовницата Вода. Вие кажавме и пред малку дека водите посебна грижа за децата и младите, но и за природата и заштитата на водата. Може би затоа што уште како деца и вие и јас сме биле дел од природата, па и вие не случајно сте ја создале оваа сликовница Вода. Ќе ни кажете нешто за неа, но сакам да ве прашам и за вашите активности во сферата на образованието, поточно за афирмацијата на босанскиот јазик. Ние често го мешаме, за жал, па и грешиме. Велиме бошќачки јазик, а всушност станува збор за босански јазик. Така. И на тој план вие често организирате и одржувате и креативни работилници со децата и младите. Ајде воедно да ни проговорите за вашата сликовница Вода, за босанскиот јазик при тоа, неговото изучување, учење и за креативните работилници со децата и младите. Вака во едно прашање тие неколку сегменти, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, затоа. Вака, Вода, сликовницата, бидејќи претежно, како што кажавте, ние сите сме запознаени, еден извор на човекот е најосновен водата, така да произлезе од овие стандарди, екостандарди од училиштето, бидејќи јас сум по вокација наставник по деленска настава. И реков, зошто не би го објавиле тоа, зошто на еден сликовит начин да им доловиме на децава дека е многу битно, бидејќи навистина не се грижиме воопшто како луѓе за животната средина. Насегде можеме да видиме и хартија, и отпадоци, и буквално, а тоа е сето тоа се рефлектира во водата. Се извинувам, Алмирама, морам да се вметнам. Ја загадуваме водата, заборавајќи дека истата таа после ќе ја пиеме повторно ние. Ето, токму така. Значи, водата е буквално, па и животот е кружниот тек и животот е цел, тој еден кружен циклус, каде што ние и самите. Па сега, за жал, имаме и закиселени почви. Буквално од таа негрижа кон... буквално ни кон водите, па ни кон животната... Ни кон почвата, ни воопшто кон животната средина. Бидејќи, навистина сега, можам да речам и со овие работилници за млади, кои што спомнате во прашањето, тие се многу интересни. Буквално гледаме да насликаме таа историја
да ја пренесеме на младите. Сега во претходната што ја имавме црта и на македонски со глаголица. Убаво. Каде необично, право. Каде што направивме една убава работилница, тука ни излезе во пресрет Домот на културата Кочорацин, каде што ни ги отстапи своите простори, каде што можевме да се среќаваме. Собравме околу 20 ученика од сите етнички заедници, каде што сите тие учеа за глаголицата. Прво им беше интересно што е тоа глаголица. Глаголевте за глаголицата. Ете така. Дадовме еден убав креативен начин, каде што професорката Маја на факултетот, што е Стојановски или Стазов, да не сгрешам, во презимето дојде на изложбата, ни кажа, ова не е можно дека децата го работеле. Браво. Реков, навистина, професорки, ова деца го работеле. Вика, не, ова мора некој под нечие менторство. Да, реков, тука сме ние, бевме јас и една од турската заедница Лейла Кјахил, каде што и таа помогна во сето тоа, баш буквално на еден креативен и културен начин. Успеавме да им ја доловиме, па пишуваа своји имена на глаголица, така што на секое платна 20 на 20, дававме основа позадина каква што сака да ја обојат и врз таа позадина да го нацртат со црн фломастер или со црна боја, да го напишат името, почетното име од нивното а всушност е и глаголицата. Многу оригинално морам да ви кажам и добро е што некој, односно вие сте се сетиле на глаголицата, бидејќи ние за жал некако ја заборавивме. И кирилицата ја заборавивме, ама глаголицата посебно. Само уште ова да ви кажам, дека ние навистина потоа направивме една убава иницијатива каде што професорите, еден професор од историја ми се чини, дал на студенти да ја направат глаголицата, ама да ја дизајнираат на компјутер. Така да, ете како некоја добра иницијатива, каде што драго ми е добра идеја, добар предлог. Нашата глаголица, што сепак во Македонскиот институт им ја подаривме. Тие ја ставија во собата на современа уметност, како ја крстат, не знам. И така да, ете на еден начин додадовме еден придонес, сосема мал, но убав за сите. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, јас само ќе кажам дека вашата работа се протега од поезија до лексикографија и едукација. Вие успешно балансирате меѓу овие различни области, различни, сепак слични. Знам дека планирате и подготвувате нови книги, нови изданија, проекти за деца и млади, нови лингвистички и културни, односно културолошки иницијативи. Но јас ќе ве замолам, бидејќи сме на самиот крај, во оваа наша тетрадка на учесниците на емисијата, со еден од овие фломастери, сината, тука да ни напишете една порака, едно гесло, една мисла, нешто што ќе остане како запис за оваа средба и за овој вечерашен разговор. Бидејќи ракописот ви е убав, јас читам и наопаку, бидете своји и единствени. Еве и вас тоа со рака сакам да ви честитам и да ви го посакам. И вие да продолжите да бидете своји и единствени, бидејќи во различноста е богатството. И само тие што се своји и единствени можат да сметаат на една успешна и во наводници би рекол своја иднина. Бидејќи нема своја иднина, иднината е заедничка, но сепак само нашите специфики, нашите посебности не одликуваат со тоа што е наше, што е оригинално и што е автентично. Продолжете
да создавате на босанскиот и на македонскиот јазик, да се шири бошњачката и македонската култура, постојано да се проткајува, да се синтетизира и да дава заеднички резултати. Токму така, благодарам уште еднашка на поканата и наистина чести задоволство ми беше што ете во овие неколку минути што се вика да можам да представам дел од бошњачката култура и она што се работи за бошњачката култура, а воедно и за македонската, така да она што лично и мене ми е да ги сплотам, како што рековте, тие две култури, бидејќи ние сме под ова поднебје, ние живееме заедно и сакаме да ги градиме тие интеркултурни и релации, каде што можеме едни од други да научиме, а не да се разединуваме. Бидејќи во последно време ние сите на еден начин се разделуваме и се разединуваме, битно е да бидеме да се уединиме, да дадеме еден свој печат или свој бенефит во општеството каде што живееме и таа е всушност од Бога ни е таа мисија каде што сите сме се создале и сме дошле на овој свет да оставиме нешто зад себе. Така, и благодарам јас.